Процесот е правиот збор и во нашата професија патот е битен, а не ексклузивноста на целта за да се стане амбасадор. Зошто велам дека патот е битен? Чинот или ликот или амбасадорот представува еден тоталитет на вредности на една држава, т.е. на едно општество. Вредности што постојано ги надградуваат нашите институции, нашите системи и нашите општества. За да се сфати или за да се разбере овој процес на надградување на нас како индивидуи и како професионалци, ни е потребно да знаеме да го цениме времето, да знаеме да ја цениме сопствената страст према професијата и да знаеме да ја разбереме крајната цел на нашата професија. Затоа велам дека процесот е многу битен, патот е многу битен. При тоа, кога веќе се изградуваат овие професионални вредности кај ликот на еден амбасадор или амбасадорка, јас можам да тврдам дека овој вид на професионалец е добро, стабилно структуриран и слободно може да ги проектира и вредностите на државата. Значи, патот до амбасадорот е во принцип патот на зреењето на самата професија. И во ликот на амбасадорот јас гледам човек или личност кој знае афирмативно да го негува минатото, да има критично согледување кон сегашноста и да има способност да ја визуализира или проектира иднината на државата. Овој карактеристичен ентитет на вредности не го умее секој. Овој може да се изгради во личност ако има посебна пасија кон професијата, но затоа еден круг, затворен круг, можам да кажам, а во тој затворен круг постојат тие скалила од првото звање, тоа е дипломатско звање аташе, другите 3 секретарски звања, значи прво, второ, трето секретарско звање, потоа се оди погоре во скалилата со звањето советник, counselor, одиме повисоко министер советник, уште малце повисоко до ополномоштен министер и крајната ексклузивна цел, ако сакате, звање амбасадор. Умешноста, моќта, способноста на амбасадорот, тоест амбасадорката, е во неговата способност, незината способност за реакција. Но, не да се реагира при секоја околност и не да се реагира со емоции, туку со логичност и воздржаност. Воздржаноста е во тој се гради во тој затворен круг од звање аташе до највисокото звање амбасадор. Во рамките на МНР ние Дипломатската академија подготвува in-house обуки што произлегуваат од правилникот за стекнување на повисоки дипломатски звања и обуки кои се резултат на меморандумите кои Дипломатската академија при МНР ги потпишува со другите светски дипломатски академии. Истовремено, во рамките на Дипломатската академија при Министерството за надворешни работи, ние организираме предавања, ние каниме профили, светски профили на експерти, на аналитичари, на луѓе кои имаат способност да ги анализираат и да ги структурираат менталните матрици на поспецифичен начин,
A istovremeno organizirаме и регионални форуми за помладите дипломати. Еден сличен сме имали при председавањето со Central European Initiative на нашата република и вториот дипломатски регионален форум за помладите дипломати. Планираме да го организираме или да го афирмираме за некаде септември 2019 година во соработка со Германска фондација Фридрих Еберт, во адресирајќи ги вредностите на Western Balkan процес или Берлинскиот процес. Мора да се има во предвид дека обуките што ги организираме во оквирот на Министерството за надворешни работи, но и сите тие обуки што се резултат на меморандумите што сме ги подпишували со разни академии, последната, например, ни беше со Грчката дипломатска академија, мора да бидат постојани, мора да бидат контекстуални и мора да имат единствена цел – професионализација на самата струка. Велам постојани, бидејќи зборуваме за една професија која стално бара надградување и стално бара оспособување. Зборувам контекстуални, бидејќи во нашата професија работите се менуваат. Порано ние не сме имале, да кажеме, климатска дипломатија, или ние не сме имали здравствена дипломатија, или порано не сме ги препознавали овие кодови, како например научна дипломатија, scientific diplomacy, но сега тие се дел од наративот на нашата професија. И велам со крајна цел професионализација на нашата професија, бидејќи со афирмативен професионален углед на самата професија, ние во принцип докажуваме дека структурата на државата постепено се стабилизира во еден постојан систем на демократски вредности. Да, секако дека да. Ние навлегуваме во една етапа која уште повеќе би го задоволила овој код доволен. Што значи оваа етапа? Етапа кога ние внимателно би умееле да ги планираме нашите дипломатските мандати. Но морам да укажам на фактот дека во нашите ДКП можеби повеќе потребата е повеќе за не за стручно оспособување, туку за кадар, поброен кадар, за да сервисот на нашите услуги биде ефективен, биде навребен и биде исполнителен за нашите граѓани што се наоѓаат надвор од земјата. Дали ќе успееме со оваа крајна цел, секако дека може да се успее, но истовремено ќе треба да се пази и на буџетот. Би додала, кога веќе го спомнав буџетот, би додала дека оваа професија е скапа, но затоа е високо вреднувана во пиедесталот на државната хиерархија. Истовремено е професија вивидна, која се надградува и која ги следи светските процеси, светските идеологии и развојот на цивилизациите. Затоа, освен што е скапа, е на некој начин и елитна професија, а истовремено ми се допаѓа новиот моментум што ја обсипува, да кажам, оваа професија, тоа е либерализацијата на професијата. Значи, од тој вид на многу ригидна и конвенционална
професија, ние веќе се отвараме, ја либерализираме самата професија, нашите дипломати се по-неконвенционални, се од афирмативен тип, нивните способности, комуникацијски способности се усовршуваат и се отвараат од ден на ден, така што да, самата професија е скапа, е елитна, но истовремено е и професија која на некој начин е неопходна за самата држава. Дипломатската академија во суштина не обучува дипломати, туку организира обуки. Значи, нашето министерство ценам дека има доволно капацитет на обучувачи. Да не забораваме, ние наследуваме категорија на амбасадори на една држава која беше конгломерат на држави, која беше сила на некој начин, европска сила, бивша Југославија. Таа категорија на дипломати ние се уште целиме да ги утилизираме, да ги искористиме, а истовремено ги користиме и капацитетите внатрешните ресурси на нашите дипломати, кои ценам дека се доволни за поновата генерација на дипломатите. Секако не заборавајте дека меморандумите што ги подпишуваме со светските дипломатски академии, исто така и од нив ние влечеме ресурси, но истовремено ние подпишуваме и меморандуми за соработка со нашите универзитети и нашите институции во државата, така што и од нив ние исцрпуваме капацитети, интелектуални капацитети кои се битни за поновата генерација на дипломатите. Ми се допаѓа трендот на gender balance и во нашата институција ова веќе не е тренд, туку е реалност. Секако дека морам да укажам на фактот дека доминира присуството на дипломати во споредба на дипломатките во нашите ДКП-а, но во самото Министерство Gender Balance е сосема избалансирано. Со ваша дозвола, јас бев пријатно изненадена од приоритетите на шведската дипломатија. Например, тие базат на новиот код на дипломатија, тоа е feminine diplomacy, зашто да не таков код да не се пренесува и во матрицата на нашата дипломатија. И јас го чувствувам овој тренд и мислам дека е доста битен. Дали професијата има пол? Одговорот е не, секако, но во нашето живење полот е многу битен за уредување на самата професија. И јас мислам дека моќта на дипломатот или умешноста на дипломатот за да ги разбере или декодира слоевите на меката моќ и тврдата моќ во една, да кажем, во еден тоталитет на памет, на моќ, е способност понекогаш поистакната кај жените дипломати. И затоа трендот го охрабрувам. Јас би сакала со ваша дозвола да се поистоветувам со статистика од 2017 година, која вели дека ние сме имале 27 мажи амбасадори и само 3 жени амбасадори. Сме имале 3 генерални конзула и 2 жени генерални конзули. Сме имале 13 мажи министер-советник и само 7 жени министер-советник. Сме имале аташеа 6 мажи и 4 жени. Или, например, бројката трет секретар сме имале 10 мажи дипломати и 4 жени дипломати. Исто така би сакала да ја потврдам статистиката за редовно вработени во МНР со утврдени дипломатски звања. Значи, сегашната состојба во хиерархијата или во менеджментот на Министерството
гласи вака. Имаме 15 директората, меѓу нив 10 директори се мажи, 5 директори се жени. Со поновата систематизација, овој тренд драстично се менува. Значи, дури се изедначува бројот на мажите и жените во менаџерските позиции. И потоа одиме надали со административната хиерархија, специјалните советници имаме 11 мажи, 2017 година зборувам ова, и 3 жени. Трендот за 2018-2019 драстично ќе се менува со новата систематизација. Значи, еден тренд што ќе проектира нова реалност, што ќе избалансира половите вредности, социјалните вредности и што на некој начин ќе го изнемоштува полека абсурдот на дискриминацијата во нашето министерство, што насекаде може би е и присутно.